Топ тема, добро вечер. Новото нормално во кое се е ненормално, а на глобалната политичка сцена и наметнато од новата американска администрација, се чини совршено се вклопува и во вообичаената политичка матрица на делување на нашите партии, кои кога се на власт, во моментот кога ќе насетат екстремен дефицит во испораката на резултати, креираат вештачки теми за да не се види дека во чашата не ставиле ни толку вода за да може барем да се дебатира дали е полупразна или полуполна. Па така, кога ладното време е главниот виновник за катастрофалната реализација на капиталните инвестиции, а статистичкото смалување на семејството од 4 на 3 члена е клучниот реформски зафат, бројчано да се наштелува подобрувањето на животниот стандард, малку е проблематично да се тргне во нов поход за освојување овој пат на локалната власт. Ако во меѓувреме и по 10 месеци сериозно ви зарибуваат или воопшто не се покренати многу од цилиндрите од движечкиот погон на централната власт, освоено без малку со плебисцитарна поддршка. Вечерва во топ тема. Влегуваме ли во нова сезона на изборни ветувања, заборавајќи ги старите? Дали единствениот инструмент кој може да не одржи во каква таква реформска кондиција, а тоа е реформската агенда од планот за раст на Европската Унија, ќе остане само повод за куртоазни политички говори на церемонијални собраниски комисиски сесии или за панел дискусии пред странските амбасадори или донатори. Или на вистина, конечно ќе видиме суштински реформи. Или, ако нашите политички челници констатираат дека државата е на критична раскрсница помеѓу комфорната стагнација и потребата од храбри суштински реформи, каде сме всушност на вистина? Ова се дел од дилемите за вечерашната топ тема, во која мои гости се Јована Тренчевска, пратеничка на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Дејан Продански, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. И секогаш како резултат на оне фолклор што ни се случуваше порано, се случува и сега. Морам да ве прашам за почеток, дали назначувањето на кадар на ВМРО ДПМН и на директорската позиција во Геронтолошкиот завод во Скопје, претходно позиција резервирана за Алијанса за албанците, е некаква најава дека почнува коалицискиот развод со Таравари по превирањето внатре во Вреди? Добро, вашето гледање може би така начелно е точно, но сметам дека владината коалиција е сигурна, владиното, односно парламентарното мнозинство е на здрава основа поставено и сметам дека во догледно време не би се случувале поголеми турбуленции на политичката сцена, особено во владината коалиција, но треба да се спомне дека резултатот на поставувањето на нов човек на гериатриската болница е последица на она што претходеше на полициската истрага и на предходниот директор од Алијанса на албанците беше уапсен поради корупција, меѓутоа вообичаено ретко кој се откажува од директорските места, а деновива актуелно дека останатите партнери во Вреди инсистираат на отстранување на Таравари од коалицијата. Мислам дека и граѓаните и сите ние видовме дека во ова распределба на извршната власт дека се поразлични односите на силите, односно распределбата на местата и во владината коалиција, односно во министерствата и во оние институции каде што треба да бидат назначени менаџери и мислам дека е сето тоа во склоп на тоа едно на ново прераспределување на силите, односно институции кои што биле, како што рековте вие досега, резервирани само за албанските коалициони партнери во било која влада, сега се прави промена и мислам дека тоа е здраво. Треба да се направи еден таков системски пресврт, ако може да се каже, и да се проба со назначување на луѓе кои што претходно по долги години не ги воделе одредени институции. Мислам дека тоа ќе вроди со сериозен резултат во периодот кој што следи. Точно тоа што велите, владата има комотно мнозинство плюс минус 5 пратеници, ќе видиме допрва како ќе се одвиваат работите. Не ја менува стабилноста на владиното мнозинство, но колку ја менува комфорноста, особено од аспект на
дел од изјавите кои што јавно ги кажат Таравари како самопризнание или само оценка за досегашниот влог на вреди во коалицијата, тоа беше не испорачавме, немаме квалитетни кадри, нешто што ја засега целата влада. Ве прашувам не само како дел од владеачката коалиција, туку и пред се како пратеник кој нели ја има и контролната функција над извршната власт. Токму така, јас сум секогаш поборник за да стануваат промени и тие промени носат нова енергија, нов магнетизам и тоа и во општеството е признато како водечка сила која што треба да донесе одредена промена која што би била во интерес на секој граѓанин на нашата Република Македонија и мислам дека во добар правец се движи, иако спомнувате дека можеби се можни некои претурања во владеачкото мнозинство, јас сум убеден дека тоа нема да се случи. Ова го полагам исклучиво на она што значи веќе предизбори, односно сме во изборна година, следат локални избори и сите сега си ги премеруваат силите, политичките партии, кој колку значи на политичката сцена и сето тоа го гледам во тој еден предизборен фолклор, можеби за некои е многу рано, но сметам дека времето е сега за да се видат, да се премерат силите и да верувам дека после овие случувања ќе се искристализирава политичка слика која што сега имаме и дека во иднина продолжува да функционира вака и парламентарната, меѓутоа и владината коалиција и дека тема според мене нема да има сериозни поместувања и еве последно слушнавме дека е закажана средба на претседателот на владата со министерот за здравство и претседателот на Алијанса за албанците да се види неговите ставови, односно директно со некој што ја составуваше владата. Индикативно за некој што седи во влада и предпоставувам од кога почна кавгат, несогласувањата во вреди, па до таа средба после 1 март, ќе има најмалку 2 владини седници, да се даде толков период за посебна средба, но останува да видиме што ќе се случи. Добро. Додека има емотивен набој, сметам дека и не е добро да се разговара, треба со ладни глави, со смирено срце да се седне да се разговара и да се видат кои се позициите, кои се наредните чекори кои што секој од партнерите би ги презел во овој, повторувам, предизборен период. Предизборен период годинава многу порано. Тренчевска, ова на некој начин е за вас дежаву, иако ваквиот тип на бракоразводни коалициски партнери инициирани и почнати од Таравари во ваше време беа многу поризични, бидејќи имавте и немавте комоцијата на парламентарно, на пошироко парламентарно мнозинство и тие беа ризични од пат на владата, па немавте тогаш можност така лежерно како сега Продановски што го прави тоа да препишете се само на обичен политички фолклор, бидејќи во таков фолклор играјќи оро можевте цела влада да се струпали. Дефинитивно комоцијата која што ја имат ВМРО-ДПМН со 58 пратеника и 6 пратеника од ЗНАМ ги става во таква позиција да дава такви изјави. Ние, за жал, ја немавме таа комоција за да даваме такви изјави и заради таквата ситуација во која што бевме и дел од однесувањата на нашите коалициони партнери беше и резултатот на парламентарните избори во 2024 година. Спомена и Продановски пред кампања. Влегуваме ли годинава некако прерано во нова сезона на изборни ветувања, заборавајќи ги старите? Па ако видите, имавме во изминатиот период, па и за време на кампањата, и за време на формирањето на владата и подготовката на програмата на владата, имавме големи ветувања, големи очекувања од народот. Меѓутоа сега имаме големи разочарувања и 0 резултати. Ништо од тоа што беше ветено и во време на кампањата не е реализирано, освен 2-3 работи.
особено во делот на животниот стандард на граѓаните, во делот на борбата со корупцијата, реформите во правосудскиот систем, европскиот пат на државата. Речи си 10 месеци се навршуваат започнуваме во 11-тиот месец откако е формирана владата, ние немаме никакви резултати. Имаме само празни флоскули, борба со криминал и со корупција, меѓутоа не во собствените редови, надвор од своите редови, и наметнување на извршната власт врз судската власт. Создавање на состојба во која што извршната власт ќе ги координира, ќе ја координира судската власт и ќе има големо влијание врз судската власт. Па се тоа што се случуваше во изминатиот период и во делот на судскиот совет и во делот на јавното обвинителство и изјавите на премиерот Мицковски, се тоа само укажува дека не е целта за суштински реформи во правосудството и во борбата со корупција, туку да се наметне извршната власт врз судската власт, за да може да има огромно влијание. Продански, влегуваме ли во ова предизборие, како што го нарековте, бидејќи беше најавено од страна на вашиот партиски лидер и премиер и пред да се случи овие превирања во вреди, дека некаде средината на мај веќе ќе ги имаме кандидатите за градоначалници. Колку ова пред кампања е резултати на фактот на заборавени, не до крај реализирани предходни ветувања и обид да се искористи оној бран на најава од нови инвестиции со така наречен на локално ниво со парите од унгарскиот кредит. Добро. Не се согласувам дека од она што беше ветено на последните избори, на парламентарните и на претседателските избори во 2024 година, не е ништо реализирано, напротив, да добиете девастиран систем и да, како што спомна и мојата почитувана колешка, да имате сериозни очекувања од граѓанството дека реформите би се случиле преку ноќ, дури и да имате магично стапче, нема да се врати во форма системот како што 7 години се уништуваше. Ова не го зборувам на празно, туку на вистина гледате дека и не се согласувам со колешката дека борбата против корупцијата е сведена само на партиски неистомисленици и вие самите во најавата спомнавте дека и дел од раководните кадри од самата коалиција, ако се затекнат и ако има доволно докази, односно има индици за основано сомнение дека сториле некој криминал, дека се гонат и тоа е случај. Пошироко е зафатена ова борба со криминалот и со корупцијата, но мора да бидеме реални и искрени пред сите, особено пред самите себе, дека во секоја пора од ова наше општество е таа корупција која што на некој начин дури почнавме и да не ја гледаме дека е корупција, увањето по телефон за да се заврши некоја работа, вадење на некој акт, сето тоа е според позитивните законски прописи е корупција. Но предизборието, да, спомна и нашиот председател и премиерот на владата дека ние во ВМРО-ДПМН од средината на мај ќе влеземе во натрепартиски избори и таму до крајот на јуни претпоставувам дека најголем број од носителите, односно од идните кандидати за градоначалници во општините ќе бидат обзнаени. Оние кои што се добри на анкетите, верувам дека и порано, можеби во текот на мај ќе бидат соопштени на јавноста и ќе се бара поддршка. Од 2021 и до 2025 до октомври, да не заборавиме, да ги подсетиме вашите, односно гледачи, нашите сограѓани, дека беше за локалната самоуправа еден исклучително тежок мандат. Во 2022 имаше енергетската криза, во тој момент владата немаше решение за кризата која што стана. Се заглавија многу јавните комунални предпријатија на
накалемија сериозни долгови со исклучително високата цена на струјата, сите основен енергент за јавните комунални предпријатија, односно најмногу за водоводните предпријатија, е токму тоа цената на струјата, па се направи еден очајнички обид, 2-3 месеци нешто да субвенционира владата, ама тоа сега, после овој период, ако анализираме добро, ќе видиме дека не даде резултати, односно не му помогна на локалните самоуправи. Програмите кои што беа од владата беа сведени на минимум, одредени чекори кои што ги преземаше тогаш владата, еве сега гледате кој се... А што им помогна сега? 100 милиони за нови скверови кои што се представуваат како големи инвестиции? Па не се согласувам со тоа, јас ќе си тргнам од мојата општина. Реализацијата на капиталните инвестиции рече си катастрофална. Не може да го обвинуваме, не може да го обвинуваме ладното време. Веројатно има нешто и во квалитетот на проектите. Или не квалитетот. Или неможноста да се реализира толкава сума пари. Од средината од која што доаѓам, локалната самоуправа во Прилеп доби 3 проекти, сериозно капитални, кои што од осамостојањето на Македонија им се ветуваат на прилепските граѓани, но никогаш не го видоа светлото на денот и еве за волја на вистината сега мислам дека при крај се тендерските постапки и ова лето Прилеп би изгледано како едно сериозно градилиште, тука капитални проекти во износ од 3,5 милиони евра, кои што на вистина ќе го подобрат квалитетот на живот на граѓаните за на Прилеп. од Ланскиот. Да, повикот од ноември. И знаете, и тендерските постапки се долги, сериозни се сумите, еден од проектите чини повеќе од 2 милиони евра, само 45 дена имате за објавување на јавниот повик, односно за тендерската документација и така сметам дека во периодов кој што следи ќе бидат реализирани тие. Не верувам дека ова сигурно вашето подпрашање би било дали тоа се тактизираше да биде пресно сега пред избори. Не верувам затоа што најверојатно да, затоа што сите тогаш предупредуваат дека реализацијата ќе биде таква каква што сега се покажа дека. Но нема наивност кај македонските гласачи и сметам дека тие сами ќе направат проценка, односно ќе видат дека тие проекти се имаат некој зачеток уште во минатата година, но за реализацијата согласно за позитивните законски прописи би се случила сега оваа пролет и мислам дека интензивно ќе почне да се работи, а гледате инфраструктурно и државата тие проекти кои што ги начекавме веќе се реализираат, се доведуваат во завршна фаза, се пуштаат во употреба и така натаму. Френческа, повелите, предпоставам дека имате многу има многу прашања, јас меѓутоа сепак е ова дебата и ќе оставам сериозно градилиште го слушаме подолг временски период, дека општините ќе станат сериозни градилишта, меѓутоа и ако ги погледнеме од првиот повик на владата за поддршка на општините, ќе видиме дека освен паркчиња, бекатон плочки, чешми, нема некои сериозни капитални инвестиции во сите општини. Да бидеме коректни, не во сите. Ветува општините дека ќе градат преку ваквите проекти и градинки и старски домови, затоа и во буџетот за 2025 година нема средства ниту за градинки, ниту за старски домови. Меѓутоа, ниту еден проект не се однесува на градинка или на старски проект. И да не забораваме дека во минатото владата ги поддржуваше сите општини. Не правеше разлика помеѓу општини кои што припаѓаат на СДСМ и општини кои што припаѓаат на ВМРО ДПМН. Така да во еден период имаше отпис на долгови на општините, во друг период имаше поддршка со капитални проекти. Проекти за градинки, проекти за училишта, проекти за инфраструктурни проекти во општините и најголем дел, крајот на 2023 година, најголем дел од општините, особено скопските општини, добија проекти за детски градинки и проекти кои што се неопходни за граѓаните кои што живеат на тие општини. Така да дека владата не ги поддржувала во изминатата влада, не ги поддржувала локалните самоуправи, на вистина не е фер да се каже пред македонската јавност, затоа што со факти може да се провери дека владата ги поддржуваше подеднакво и општините и не правеше разлика помеѓу општините дали се на опозиција или на позиција.
И во делот на првиот повик и колку е реализацијата на капиталните во локалните самоуправи на локално ниво, навистина е поразителен податокот, некаде околу 3% реализација на капитални проекти. Да, слушнавме министерката рече дека било ладно време, било зима и дека сега напролет од мај ќе се Македонија ќе станат и општините ќе станат сериозни градилишта, но да имаме во предвид дека не очекуваат и локални избори. Со започнувањето на кампањата завршува, не смеат да се објавуваат повици за јавни набавки, така да голем дел и од проектите што се одобрени ќе останат нереализирани, односно незапочнати. Добро, тука веќе... Дали може еден... Да, само сакав да додадам, само како мала дигресија, дека за утре е најавена пресконференција околу вториот повик кој што се однесува за годинава. Предпоставувам дека ќе имаме... да се случи многу порано. Дека ќе имаме попрецизни бројки за тоа што се случува со вториот повик. Повелите. По однос на ова дека владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ги поддржувала сите проекти на локалните самоуправи без разлика од која политичка проминенција и да се согласувам, би сакал да споделам еден пример од Прилеп. Се разбира дека Министерството за образование во владата од СДСМ поддржа исклучително многу проекти во општина Прилеп, ова го зборувам во иронија, затоа што од неколку училишта имаше конкурирано менеджментот на училиштата и заедно со локалната самоуправа во Прилеп за посериозни капитални зафати во основните и во средните училишта во општина Прилеп. И за сметка на тоа, после објавувањето на повикот од Министерството за образование за распределба на сметките на училиштата, добивме потврда за неколку проекти во Прилеп и тоа за реконструкција на кровот на цело училиште Рампо Левката, ако сте чуле во Прилеп, добивме 10.000 денари од Министерството за образование. Ако сметате дека 10.000 денари се доволно да се реконструира фондот и дека тоа е поддршка на тогашното Министерство за образование за да се направи еден сериозен исчекор, односно да се поддржи локалната самоуправа затоа што како што велите, не било гледано кој од која политичка провиненција тогаш навистина сте во право со коментарот. А за сметка на тоа, денешниве прилики, односно првиот повик на владата за распределба на тие средства од унгарскиот кредит, сите општини кои што беа спремни со проекти им беа доделени средства онолку колку што побара. За да не биде замајување на јавноста, сметам дека треба ова да го знаете како податок и дека генерално, можеби не секаде, но вака беа состојбите во Прилеп. За Прилеп знам... За изолирани случаи, добро. Не верувам дека е изолиран случај затоа што ова се случуваше во текот на целото владење. Кажете друг случај, за Прилеп слушнавме, кажете уште еден случај. Не можам да кажам за други општини, затоа што јас доаѓам од општина Прилеп и ви кажувам какво е искуството од општина Прилеп, а за волја на вистината, градоначалникот на општина Прилеп од 2021 година е од редовите на ВМРО ДПМН и таков беше одговорот од тогашната влада, односно тогашните министерства. И она што го спомнав претходно, реакцијата на владата по однос на енергетската криза, сметам дека тука имаше сериозен политички поглед и решавање политички, а тоа што спомнавте дека некогашната влада ги сервисирала долговите, македонските граѓани паметат само за исклучително големиот долг кој што го покри на општината Рачинова, а на другите општини, општина Прилеп не доби нити еден денар и тогаш, и тоа треба да го знаете дека општина Прилеп, кога ги сервисиравте долговите, беше управувана од ваш кадар, односно од докторот Илија Јовановски и не доби нити еден денар за да и се помогне на локалната самоуправа. Сега, во оваа фаза, дури и за општини кои што, за да биде фер и коректна владата на она што го зборуваше и да се стои на ветувањето, даде и дополнителен период за општини кои што се раководени од кадри на Социјалдемократскиот сојуз да имаат повеќе простор, односно да се пробие рокот за да ги обезбедат потребните документи за да ги реализираат проектите со кои што аплицира, а немаја комплетна документација. Ете, тука се гледа кој како им помагал на општините и на кој начин. Јас така барем ја гледам работата, а сметам дека имаме суд од јавноста и тие ке... Нема проблем, јас имам што да реплицирам, но ќе оставам на вас. Вакви паушални изјави дека владата на СДСМ не помагала на општините, навистина се некоректни.
Владата на СДСМ помагаше на сите општини. А продолжувањето на рокот за аплицирање сега на првиот повик, ако ја имате на ум општина Струмица, затоа што некоректно беа одбиени проектите на општина Струмица и дадоа дополнително време за да ги поднесе повторно истите проекти. И сега тука станува збор за селективност на владата кон општина, особено кон општина Струмица, која што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз, и не може да кажувате дека вие водите сметка за сите општини, за сите граѓани, без разлика на политичката припадност на градоначалникот, а претходната влада била таа која што била селективна. Грешите, вакви паушални изјави навистина не е фер да се дават вака на национална телевизија, затоа што кога ви реков, дајте ми уште еден пример на селективност, вие рековте дека доаѓате од Прилеп и дека не ги знаете другите состојбите во другите општини. Требаш да кажете само за Прилеп, а не дека и Прилеп и голем број на други општини. Кога немате податоци за другите општини, не ги спомнувајте. Не спомнав, јас ви реков дека имам искуство со освен општина Прилеп, политиканство, друго не знаете. За општина Струмица и не е политиканство, ова изјава моја е заснована врз факти и стојам за ова изјава и затоа сум ја споделил овде пред граѓаните на национална телевизија како што зборувате и сметам дека тоа е лесно проверли факт и може да проверите. Со исклучок на крајот на 2023 година кога се креираше буџетот и кога не знаевте што да правите со средствата, тогаш се определи за тоа за волја на вистината на општина Прилеп со амандмани беа доделени 90 милиони денари за изградба на фабрика за селекција на отпад. Тоа што е факт е факт. Јас нити сакам да бидам политикант, нити можам да бидам затоа што се подпирам на факти. Така, ги спомнувате 10.000 денари, а не ги спомнувате 90 милиони. Во ред. Вие не спомнавте ниту една друга општина, не спомнавте за општина Струмица и ако било тоа селективно, сигурно ако владата сметала дека треба како што вие велите да ја одбие општина Струмица, да не добие финансиски средства за изградба на проекти во интерес на граѓаните, односно за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Струмица, сигурно и немало тоа да се случи. Ке видиме сега што ќе добие. Се уште нема добиено да ги почекаме утрешните резултати, меѓутоа колку можеме да бидеме задоволни со генерално со податокот, заедно со се овие средства кои што се во општините и да ја направиме таа дистинкција дека првиот конкурс беше речено дека се дополнителни средства обезбедени со штедливо планирање на буџетот. Првата сума од унгарскиот кредит се дава сега и практично не е обезбедена не се 250 милиони, туку се само 92 милиони. 10,37% до 14.4 е последниот податок на Министерство за финанси, вкупна реализација на капитални инвестиции, тука влегуваат и овие. Без оглед на тоа што не е министерката за финанси, сегашната министерка, единствената која што досега за волја на вистината го користела изговорот, зима беше не се градеше, го користели и други министри, меѓутоа е показател за неуспешност. Ако владата на ВМРО-ДПМН со коалицијата сметаше дека треба да има селективност и да се нудат проекти само на не зборувам за селективност, зборувам за неефикасност. Да, само да заокружам мислата од претходно. Тогаш немаше да влезе во ваква авантура, односно средствата од буџетот да ги спушта надолу до локалните самоуправи и самите тие да одлучуваат кои се најприоритетни проекти. Туку ќе се водеше од принципот како и до сега и да со владини проекти да ги управуваше на некој начин средствата од граѓаните и да тие проекти најчесто не завршуваа на кај што беа најпотребни, односно она што значи комунално и инфраструктурно доуредување на сите општини за окружување на проблемите. Владата треба да креира политики и да ги насочува можеби во одредени сфери каде што има општи интерес за тоа што не знам. Чистиот воздух во Битола, например, е интерес на сите.
има проекти кои што се од стратешко, односно државно значење, тие си раководи владата. Сега зборувавме за локалните самоуправи. Зборуваме за локални проекти, да, меѓутоа тоа да. беше повик во кој што јас зборувам за нешто што се вика политика и интерес на владата, да таа го наметне темпото, а не едноставно ајде да ги повикаме општините, извадете. Впрочем, ние зборуваме за пари на сите граѓани. Тоа не се ни пари на владата, нити пари на ВМРО, ДПМН, нити па тие што ги давала СДСМ биле пари на СДСМ. Едноставно повикот е дајте извадете што имате во фиоки, тоа што ви останало и ќе го проследим и ќе реализираме. Досега видовме, имаме пазари, имаме во скопски општини кои што се гушат од урбан хаус, ние имаме бекатон плочки за мали скверчиња, секоја чест на исклучоците за крупни инфраструктурни проекти. Оно што било приоритет за граѓаните, верувам дека е ставено во оваа програма и дека тие проекти би се реализирале. Има сериозни капитални инфраструктурни проекти кои што со овие средства долго очекувани, пак еве да не се враќаме да не бидам досаден дека зборувам само за една општина. Еве, од лично искуство зборувам дека тие 3 проекти кои што се добија сега од овие средства се навистина што со буџет на локална самоуправа не можеа да бидат остварени. Обиколница околу Прилеп, општина Прилеп никогаш немаше да изгради со сопствени средства затоа што толку е ограничен буџетот. Но со оваа помош и со проектот кој што беше готов се аплицира, че се добија средствата и се очекувам дека во најскоро време ќе биде завршен. И такви и низ капитални проекти кои што верувам дека во сите општини. Сега можеби се случило во некои помали општини или во општини каде што најголем дел од комуналните проблеми биле надминати, морете да имаат и некои катчиња граѓаните каде што можат да поминат дел од слободното време и тоа е влегува во сферата според мене на подобрување на квалитетот на живот на локалното население. Но ќе речете не е темпирано за сега и за предизбори. Добра. Многу е важно политичарите кога даваат изјави, особено кога ги критикуваат своите политички опоненти, да внимаваат што изјавуваат. Ако лани ова време капиталните инвестиции беа 16%, слушавме и од собрание и од тогашната опозиција, сегашна власт ВМРО, па и од сегашната министерка за финансии, како ги критикуваат слабите капитални инвестиции од 16%. Во април 2024 биле 16% капиталните инвестиции, за денес, април 2025 година, капиталните инвестиции, вклучително и на локално ниво и на централно ниво, се околу 10%. И тоа е многу помалку од 16%. И ако имавте изјави дека секоја година ќе од унгарскиот кредит ќе одат по 250.000 евра, 250 милиони евра во локалните самоуправи, вие 24 дадовте околу 70 милиони евра. Сега ќе дадете 90 милиони, значи 24 и 25 нема да стаса до 250 милиони евра. Тоа се тие лаги кои што ги дававте и пред и за време на изборната кампања, меѓутоа и после кампањата. И секако кога ги гледаме, она што е најгорлив проблем во Скопје па и во големите градови е токму нечистиот воздух, загадениот воздух. Нема ниту еден проект, ниту на Скопска општина, ниту на други општини, токму за решавање на овој проект. И тоа се мали проектчиња кои што не се капитални, далеко од капитални инвестиции, за да можат да имат некаква реализација. Но и покрај таквите мали проектчиња, сепак имате во април само 10% капитални инвестиции. Се работи за различни концепти, очигледно пристапот е различен. Одиме на првата пауза за реклами, а потоа е околу она што деновиве се актуализира и предизвикува дилема дали
ќе биде или нема да биде посветеноста толку голема, а тоа е така реформската агенда од планот за раст, која што денувива актуелна благодарение на некои протоколарни настани кои што мораше да се организираат, дел во собранието, дел во владата, но клучната дилема останава. Дали таа агенда која што е врзана и со принципот реформи за пари или пари за реформи, а во следните 3 години може да чини 750.000 евра, ќе биде приоритет и кога. $750 милиони евра има можност Македонија да добие во следните 3 години, доколку ја спроведе реформската агенда од планот за раст на Европската Унија. За факт е дека е прва од земјите од регионот која што ја доби авансната од поддршка од 52 милиони, меѓутоа предизвиците допрва доаѓаат. Реформската агенда, барем досега, се сведува само на протоколарни говори, на свечени или наменски предвидени сесии на собраниски комисии или дебати во владата. Предански колку реално има шанси, бидејќи во услови кога процесот на преговори е блокиран, знаеме зошто, да не се навраќаме на тоа. Ова е еден од инструментите кои што реално може да не одржи на каква таква реформска агенда со строго зададени рокови, пред се контролирани и однадвор. Колкава е реалната посветеност на оваа агенда, а колку е тоа само повод за протоколарни говори и изјави, какви што ги имаше во собранието вчера, во владата денеска. Добро, сметам дека сериозно сме зафатени со таа реформска агенда, Добро кажавте, 750 милиони, од кои 1/3 ќе бидат во форма на грантови, а 2/3 во поволни заеми и добро спомнавте дека денес, односно во овој период, беше потврдено и од челниците на Европската Унија дека Македонија е прва од земјите на Западен Балкан кои што се аспиранти за членство во Европската Унија, дека најдалеку стигнала по однос на агендата која што е зададена од нив. Добра слика и добар показател и она што се случува во Европскиот парламент, каде што ќе биде ставен на дневен ред и извештајот за Република Македонија, каде што побуди сериозен интерес од нашите соседи, а добро знаете која е, претпоставувам, целта на таквиот однос на европарламентарците, односно овие од соседните држави, и сметам дека можеби со некои закони нема да испорачаме на време, но добро е да има консензус, како она што се случи оваа недела со законот за енергетика, да се состават добри закони кои што после подолг период ќе бидат во функција и нема да трпат измени, а за волја на вистината треба да спомнеме дека и кадровски ова што значи бркање на европската агенда, работат од прилика 100 луѓе кои што се стручни, кои што можат да испорачаат закони, односно да испратат закони до Европската комисија. Зашто секое министерство има свој... Да, има, но ние секогаш се подпираме на луѓе кои што си познаваат дејностите и ова информација која што имам од министерствата, и тие се луѓето кои што работат и генерално се преклопуваат во сите комисии кои што ги ангажираат министерствата, и сметам дека со ова темпо како што се движиме, а роковите се, мислам дека лесно остварливи, повеќето се до крајот на 2025 година, дека најголемиот дел, ако не и сите, ќе бидат донесени во собранието. Каде очекувате потврлање? Има добра динамика. Па генерално не очекувам потврлање, но можеби некои рокови со неколку дена да бидат промашени со оние закони кои што треба да се донесат во текот на мај. Не се на ЕНР системот, но не знам дали се стигнати во собрание, денес имам брифингот пред известно време дека се работи на тие закони, негде некои закони како што изборниот законник нема веројатно да има сега
влез во измена негова затоа што потребни се минимум 6 месеци до избори, а веќе роковите се промашени тука. Ќе даде можност на Тренчевска, иако и тие се одговорни, инаку ќе ве прашав што чекавте досега. Вие имате министер за правда 10 месеци, тој министер за правда во програмата на владата напишал дека законот, а владата го усвоила, значи сите заедно сте решиле дека изборниот законник во текот на април, тоа е програма за работа на владата за 2025 година, дека изборниот законник до крајот на април од владата ќе биде доставен во собранието. Тоа е програма на владата доставена до вас пратениците. И не може сега да едноставен да биде одговор, па може нема да се стигне затоа што сега па имаме избори. Да, точно е тоа правило дека изборните правила не се менуваат на 6 месеци пред избори, меѓутоа некој требал да планира. Ова што кој кого измамил? Ова што го имам овде како информација од Министерството за правда е дека рокот е 36.2026 за изборниот законник, можеби јас коментаров избрзав. Каде гледате? Па имам некој брифинг во планот за раст. Да, меѓутоа во програмата за влада во програмата за владата е април месец предлог изборен законник доставување до собрание. Клучниот ресор, значи кој што на кој што се однесуваат реформите судството се 4, 5, 6, 7, 8, 11 закони од Министерство за правда според програма за работа на владата требало во 8 во март и 3 во април да бидат и да излезат од владата и да бидат доставени пред вас пратениците. Веројатно како врховни контролори на извршната власт треба да бидете загрижени зошто тоа не се случи. Бидејќи во прашање се од 70 милиони што треба да се заработат со реформи до јуни, тоа се некаде околу 17 милиони евра се само обврски на Министерството за правда. Добро, и по однос на изборниот законник, тоа е еден широк, како да речем, треба да се постигне консензус околу, вклучени се многу фактори околу изборниот законник, треба сите политички субјекти во оваа држава да се согласат околу изборниот модел и вака мислам дека треба да има поширока дебата и дека не треба да избрзуваме и конечно да донесеме изборен законник кој што би функционирал подолго време и да ги надмине сите овие, ако може така да се каже, недостатоци, односно забелешки кои што ги има и помалите политички партии, меѓутоа и големите политички партии. Мислам дека треба да се отвори една сериозна дебата околу ова прашање и не знам дали според мене е прашањето зошто не е отворено, инаку дека треба. За сите закони кои што влегуваат во реформската агенда треба да има консензус и треба да има широка дебата. Иако има во пред дека најважните закони кои што треба да излезат од Министерството за правда и кои што треба да бидат донесени во собранието до јуни 2025 година, закон за јавно обвинителство, закон за судска служба, закон за судски совет, закон за совет на јавни обвинители, закон за судовите, ниту еден освен закон за судска служба не е поставен на ЕНЕР. Односно законот за јавното обвинителство изработен на црт верзијата и треба да се стави на Значи, објавено. Тоа е до декември. Не е објавена нацрт верзијата на законот, има некоја верзија за некакви ситни измени на законот за јавно обвинителство во делот на електронското распоредување на предмет, меѓутоа нов закон, она што ни оврска во реформската агенда, нема ниту еден закон поставен на ЕНЕР. А знаеме дека на ЕНЕР законите си имаат процедури. Кога се објавува дека ќе биде поставен законот, дека е во изработка, кога се објавува кој ќе се објави 20 дена, се чекат коментари, па доаѓа во повторно во Министерството. Имам едноставно прашање и вашиот лидер... Оди во влада и оди во... Долга е процедура. После доаѓа во собрание. Па во собрание треба да има дебата. Па во меѓувреме треба да има дебата и со сите релевантни чинители. Така да, периодот месец и пол или два
ајде до јуни 2 месеца, е недоволно за да можеме сите овие закони да ги донесеме, од кои што всушност ни зависат и 750 милиони евра, за да може државата да ги искористи. Колку и од ваша страна пристапот е формален, бидејќи имаше една иницијатива, средба меѓу премиерот и вашиот лидер, се договорија за некакви работни групи и тука застана се. Иако е усвоен, иако помина во прво читање законот за енергетика, дури и тоа е недозволиво еден закон од 400 страни во кој што има толку многу големи промени кои што се однесуваат на енергетската сфера, да помине на експресна седница со Тоа беше првото читање и сега се враќа во комисии и 95% од тој закон што е сега во собраниска процедура е работен во времето на претходната влада. Нема големи измени од тоа што било претходно и за самиот закон, и Европската комисија и Светската енергетска заедница дадоа позитивни мислења. Сега, јас не сум експерт во енергетиката, имаме во пратеничката група луѓе кои што се експерти и кои што ние како граѓани очекуваме дебата, затоа што меѓу другото, прифаќање, неприфаќање, одредени одредби од тој закон, например, може да ги бетонираат нашите права како граѓани, дали ние ќе бидеме изложени на своевидна тортура од одредени компании преку паушални читања во име на европските закони и регулативи, паушални читања на потрошувачката на струја и така натаму. Затоа реков дека е затоа велам дека ќе се отвори дебата, не е прашање само на однос опозиција и власт. Дебатите се водат многу повеќе на комисии сигурно, а без разлика што и мене не ми е позната темата, ама во делот на заштита на правата на потрошувачите ќе ги погледнеме законите и ќе реагираме онаму каде што ќе видиме дека има работи кои што нема да одат во прилог на граѓаните. Меѓутоа, во делот на реформите во правосудството дефинитивно до јуни нема, затоа што последната информација што имаме, законите се испратени во Европската комисија на комендари, а требало да се вратат во рок од 90 дена, не се вратени, помина 120 дена, па ако се праќат во не знам на друго место, Венецијанска комисија, така да останува дека до јуни или ќе оди на нетранспарентен начин, без некоја поширока дебата и без консензус од сите политички партии процесот во собрание, или ќе се отвори широка дебата. Затоа и требаше минатата недела министерот за правда рече дека ќе излезе минатата недела во јавност и ќе каже докаде е процесот на секој од овие закони кои што се дел од реформска агенда, меѓутоа помина цела недела и немаме никакви информации. Колку сте сите искрени во тие заложби и како повод за тоа предлагам да ја слушнеме денешната изјава на премиерот Христијан Мицковски по повод дебатата која што се организираше во владата за вклученост дури и на граѓанскиот сектор и за значењето и на медиумите еве во оваа дебата околу спроведувањето или не спроведувањето на оваа реформска агенда. Секој народ има моменти кога мора да избере, ќе остане во удобната стагнација или ќе се соочи со потребата од длабоки и храбри промени. Државата е токму во еден таков момент на раскрсницата помеѓу стариот систем и новата европска иднина. Планот за раст и реформската агенда не е само услов за интеграција, таа е инструмент за оздравување на нашето општество. Интеграциите и растот се наш компас, но реформите мора да бидат наши одлуки, наши политики, наше национално зрење. Да цитирам еден од најпознатите мислители, Жан-Клод Јункер, поранешниот претседател на Европската комисија: Европа не може да биде заедница на интереси, ако не е пред се заедница на вредности. А правдата, почитувани колеги, е највисока европска вредност. Нашата одговорност како политичари е да создадеме услови за целосна деполитизација на судството, заштита
на обвинителите и судиите од политички и бизнис притисоци, но и поинакви, механизми за надворешен надзор и отчетност, вистинска, а не формална поддршка на институциите за борба против корупцијата. Паралелно со правдата работиме на економска стабилност. Ниту една држава не се развива само со институции, потребна е економија што функционира. Затоа реформската агенда и планот за раст мора да оди рака под рака со поддршката на домашните предприемачи, привлекување на странски инвестиции, но и фер пазар каде нема да има монополи. Нема фаворизирани играчи и нема административни бариери за реалниот човек. Европа бара конкурентност, но и социјална одговорност. Тоа значи иновации, но и правични плати. Тоа значи раст, но и заштита на работниците. Време е да носиме одлуки, а не да одложуваме. Владата која предводам е свесна дека без отворен диалог и вистинско партнерство со граѓанскиот сектор не може да постигнеме трајни и инклузивни реформи. Ова не беше бесплатен пиар за премиерот господина Продановски, туку беше практично целата речиси интегралниот негов говор кој што го наметнува прашањето што всушност се случува со и околу оваа реформска агенда. Ако се споредат сите потези кои што вклучително и ова доцнење со законите намерно или случајно во клучневе сфери, прашањето е кој кога дава погрешни, кој чита наменски говори, а прави друго. Премиерот или кој? Видете, јас сум убеден како човек дека на вака сериозни закони кои што стојат пред нас, дека не треба да има избрзани чекори и дека треба да се направи сериозна дебата и да се вклучат сите релевантни фактори од граѓански сектор, од министерства, од сите кои што се повикани на... Кога граѓанскиот сектор ви укажува на извитоперување на оваа агенда, на промена во сферата на јавните набавки, апсолутно недозволиви промени во законите кои што значат загрозување на целата транспарентност, вие да буквално правите линч на тие невладени организации. Затоа прашувам, кога сте искрени во овие наменски говори или во потезите што не ги правите или ги правите? Не може премиер да на донаторска и на пригодна во пригоден говор да се колне во правото, правдата и посветеноста на агендата, а при тоа сосема да го занемари фактот дека неговата влада, неговиот министер, во неговата програма доставена до собранието, што е светост за една влада, пропуштила да исполни 11 клучни обврски од клучната сфера: право, правосудство и борба со корупција. По ова што е значи национална развојна стратегија, сите имаат рок до крајот на 2025 година. Мислам дека тие ќе бидат испочитувани рокови, дека ќе се донесе онака законите како што ќе биде најдобро и се надевам дека сите закони, како што спомнавме, согласно и ова што се случуваше оваа недела во собранието, како законот за енергетика, дека ќе поминат со консензус, затоа што верувам дека сите политички чинители работат во интерес на граѓаните. Вие сте пратени. Вие сте тој што има моќта за контрола на извршната власт. Не ве загрижува тоа што владава не ви доставила 11 закони? Видете, јас сум убеден дека по ова денеска што собрав како информации по она што се случува во собранието, дека законите се веќе и во нацрт верзија се испратени до надлежни тела, некои се испратени до Венецијанската комисија и мислам дека се работи. Не ве загрижува тоа што има чувство, има перцепција, бидејќи вие многу внимавате на перцепциите, на процентите во јавноста, кој за кој ја институција каква перцепција има. Не ви загрижува тоа што има перцепција во државава дека како да немаме министр за правда,
кои по сите критики кои што беа кажани од ова место, од ова студио и од ваши пратеници, не чувствува од потреба да излезе и да објасни до јавноста што ќе прави и како ќе прави? По денеска што се случува, односно до денеска што се случувало, јас сум непоправлив оптимист и мислам дека и во парламентот, и во владата, и по овие изјави од премиерот, и по она што се случуваше во собранието. Вчерашната дебата во собранието беше пригодна, спонзорирана од странци. Денешната дебата во владата беше пригодна, спонзорирана од странци. До кога едно ќе се зборува, друго ќе се прави? Во случајот не се согласувам со вашиот коментар, и тие странци се сериозни луѓе се рачунали во владата, односно сум убеден дека на крајот на денот ќе заврши секако што треба, и сметам дека конечно и од ова изјава што ја слушнав денеска од премиерот, дека треба ние сами да се сработиме на што е наша домашна задача. Некогаш и повторно се држам до она што е мој став, личен став, дека не треба да се избрзува во некои работи, туку треба да биде сериозно зрела ситуацијата, да се согласи сите политички чинители, за да не дојде дека оваа реформска агенда, како што рековте вие, трчање по некои средства кои што ги дава Европската унија, а од таму гледате и таму не цветаат рози, и дека состојбата и во Европската унија не е таква како што е. По она што го слушнавме од главниот преговарач на Хрватска со Европската унија, господин Дровњак, дека имаме добар пат, добро зацртане, добра динамика, но дека овие процеси, колку и да ги брзаме ние, не ни даваат чекор напред по однос што значи она пристапување, односно членство во Европската унија, затоа што сите процеси... Обратна беше изјавата дека ќе не приближат повеќе, и впрочем овие реформи не се за тоа што некаде треба да се подпишеме дека сме ги исполниле. Ова е реформа која што треба да го задвижи системот кој што е во застој, ова е пред се за нас. Ова е нешто што вие сте го ратификувале во собранието. Ова е ваша агенда. Не знам зошто не можеме да се перспективата на државата, и не е, колега, реформската агенда или планот за растрчање по некакви пари од Европската унија, туку парите ќе си дојдат. Она што треба да го направиме со овие реформи, што треба ние дома да си ги направиме, всушност го отвараме многу полесно патот кон Европската унија. Дефинитивно, за сите политички партии едно е јасно. На сите нас не е јасно дека немаме друга перспектива освен европската перспектива. И ние ако си ја завршиме дома работата, она како што треба, и кој ќе ги отвориме преговорите, ќе одиме на брза трака. Меѓутоа, со вакво доцнење и вакви изјави, извинете, ама слушаме 10 месеци поред. За департизација, деполитизација, целосна деполитизација на судството. Едно зборувате, во судскиот совет ја ставивте сопругата на градоначалникот на општина Радовиш. Виден член на Централен одбор на ВМРО-ДПМН. Зборувате за заштита на обвинителите и судиите од секакви партиски и бизнис притисоци. Го ставивте другарчето на Изет Меджети, член на судскиот совет. Повторно политичко лице. Зборувате за дека Европа бара конкурентност, но и социјална одговорност, дека тоа значи правични плати и заштита на работниците. Ниту имаме правични плати, тоа што го бара синдикатот, вие не го давате. Имаме минимална плата која што не е правична, не е ниту достоинствена. Имаме за прв пат во државата, од самостојувањето, премиер да отворено и јавно да биде насочен критички кон и да критикува лидер на најголемиот синдикат во Македонија. Имаме уназадување на правата на работниците. Велите отворен диалог и партнерство со граѓанските организации. Па за 10 месеци, колку што јас сум пратеник и колку што вие сте пратени, колку што владата има мандат, ниту еден закон во собранието не беше донесен во партнерство и во диалог и со јавни дебати со граѓанските организации. До сите нас, особено до вас како мнозинство, беа испраќени еден куп мејлови од граѓански организации за законот за градење, и за законот за јавни набавки, и за законот за образование, и да се отвори дебата, да не се носат по скратени постапки ваквите закони. Вие да немавте слух, и денес премиерот
излегува и зборува за деполитизација на судство, зборува за дека нема да има притисоци, бизнеси, политички притисоци врз јавни обвинители суди, зборува за партнерство со граѓански организации, а постојано се критикуваат, зборува за плати правични, неопшти колективни договори, не почитувате неправични плати. Вработените во Државниот инспекторат за труд, во Пазарниот инспекторат, Министерство за економија, не зема и Министерство за култура не земале плата, не зборуваме ние за правична плата, зборуваме за плата. Освен овие флоскули што ги слушаме ние 10 месеци, ако вака продолжите, далеко е Европската унија и планот за раст и се она што значи реформска агенда во реплика на Предановски, па мораме пак на реклама. Државата. Цела должна почит, вие бевте министер за труд и социјала и вие бевте против покачување на пензиите затоа што ќе се срушил пензискиот систем и така натаму и сега некоректно е и она што го направивте со зголемување секторски на одредени дејности во држава на платите, а не се работеше на систем на плати каде што секој еден работник ќе си го знае на некој начин колку би му биле и во секоја сфера од јавниот сектор да бидат исти, ако во најмала рака платите, односно да бидат урамнотежени. И овие проблеми се наталожени затоа што се случувало тоа што се случувало во минатото. Преку ној нема да се решат нити една работа. Морам да ве прашам, извинете, колку време ви треба? Па мислам дека 11 месеци ова на владата. Сметате дека е и натаму пристојно секој недостаток да се... Ние баравме поддршка за цел мандат, не баравме поддршка за 11 месеци. Бараме поддршка за мандат. 11 месеци не сме виделе потек, 11 месеци слушаме само колку беше лошо. Знаеме колку беа они лоши, затоа се 18, затоа се во едно ќошенце таму. Овие што се потезиве што се повлекуваат сега дека не се доволни и дека преку ноќ не ги давате посакуваните резултати. Кои потези? Денеска да зборувате дека ќе водите протести против судски совет, пред Брисел да подпишете дека поинаку ќе го бирате тој судски совет, а пред амбасадори да зборувате трето, а министерот да ви ги доцне законите без при тоа да излезе во јавноста да каже зошто. Се извинувам за овие прашања, меѓутоа некако многу воздржана е Тренчевска денеска. Мораме на реклами, па одиме со завршни збори. Времето за жал истекува по едно 45 секунди имаме и за двајца. Еве колку реално имаме сила сите да се обидеме, односно да се обидете, бидејќи се е во ваши раце во собранието, да се застане барем за ова што е некаква насока, нешто зацртано и нешто што сте го изгласале сите и е и дел од вашите обврски во собранието. Спомнав и претходно, и сега сум непоправлив оптимист и верувам дека ова општество сега има шансата да конечно тргне по патот онаму каде што е зацртано. На сите ни е заедничка точка на пристигнување Европската унија, патот до Европската унија можеби сите различно го гледаме, но мораме заеднички не да си ги подкупуваме темелите на кои што објектите ни се изградени, да одиме во иднината, односно да се учиме на минатото и да работиме во интерес на оние што доаѓаат после нас. Мораме како граѓани, мораме сега како политичари кои што го живееме секојдневието да дадеме свој придонес, свој белек и да направиме чекори кои што ќе не одведат прво нас на една побезбедна, посигурна станица, а верувам дека таа заеднички и покрај тоа што во светот има сериозни политички превирања и претурања и преместување на силите, дека конечно ќе завршиме онаму каде што ни е местото, како центар на Балканот, дека ќе бидеме член и делови рамноправен член на Европската унија и дека овие наши граѓани ќе заборават на маките кои што ги живееле во овие 34 години, дека конечно ќе имаме поспокоен, ќе имаме по економски по-просперитетен македонски граѓани и
граѓаните конечно да ги видиме насмејани, онака со природна насмевка, а не козметички само да гледаме она што се случува на политичката сцена, иако сметам дека од политичката сцена во последниве години е направено циркус, верувам дека сериозните одлуки се носат од сериозни луѓе и верувам дека во овој состав има такви луѓе кои што сакаат да повлечат сериозни чекори и конечно да ги затвориме овие поглавја кои што ни тежат на сите и покрај политичките определби, дека мора да заокружиме еднаш и да се справиме со корупцијата која што не мачи сите. Ви благодарам. Реков да, и секако со сега, а не со ке. 40 секунди бидејќи сме на крај. За разлика од ВМРО ДПМН, која бе опозиција, која што ја блокира работата на собранието, ние како пратеничка група, а СДСМ заедно со коалицијата ќе бидеме конструктивни. Меѓутоа, од нас 18 не зависи ниту реформите во правосудство. Единствено што можеме како опозиција да повикуваме, навистина, ова е 100 пати сме повторили, сега ќе повториме, европската перспектива е единствена перспектива за граѓаните на нашата држава и затоа сметам дека министерот за правда, ако постои, пошто не сме го виделе во јавноста, треба час поскоро да излези и да каже до каде се процесите на подготовка на оние закони кои што значат реформа во правосудството, да го започне процесот ЕНР влада да дојдат во собрание и да отвориме една широка дебата, секако претходно широка дебата, за да можеме законите да ги донесеме со консензус, затоа што европската перспектива не е перспектива на ВМРО ДПМН, не е на ДУИ, не е на ВЛЕН, не е на СДСМ, тука е европска перспектива на граѓаните на Македонија. Ви благодарам што бевте вечера во Топ тема, вам почитувани, ви благодарам за вниманието.